На еден месец пред новата жетвена сезона нама се е стариот проблем. Која е добра цена на житото која земјоделците ја очекуваат? За новата реколта на житото очекуваме цена негде да биде околу 30 денари. Зошто токму оваа цена? Бидејќи, значи, кило пшеница да се произведи со овие услови, со овие цени на репроматеријали, на ѓубрива, за нафта, да разбораме и за други некои работи, не кошта 19 денари 0,20 пари. Кило пшеница да се произведи. Па валда треба за едната година да имаме пак ние пари за да инвестираме и да посеиме. Значи, испод 30 денари пшеницата ако биде, значи ние сме последна година ще имаме инвестирано во пшеницата. Ова образложение од страна на производителите е аргументирано, но дали посекуваната цена ќе ја добијате е неизвестно. Иако околностите се сменити, тие што досега одлучуваа заминаа и дојдоа други. Јас мислам сега со новата влада, мислам со новиот министер што ќе биде по земјоделие, ќе има разбирање од страна на земјоделците што го бараме и тој мислам дека го познаваме добро. Министерот што ќе биде, значи се надеваме дека ќе застане од страната на земјоделците, значи ќе прифати ние тоа што го бараме, ние не бараме покрај лево повача, она што ни заслужува, мислам што ни припаѓа од државата субвенции, да речам, да заштити цената. Поголемо разбирање ветува и репрезентативниот човек на ВМРО ДПМН во оваа сфера, Цветан Трипуновски. За земјоделците ќе има правда, ќе ги консолидираме трошоците и откупните цени ќе бидат исплатливи. Откупувачите ќе се соочат со контролните механизми на државата, а некои може да останат и без лиценци. Изјави Трипуновски на средба со земјоделците во Струмичко. На истото се надеваат и производителите на жито, кои механизацијата за жетва веќе ја подготвуваат.